Театарот е гранка од сценските уметности во која се представуваат приказни пред публиката, користејќи комбинација на говор, гестови, сценографија, музика, звук и забава. Сето тоа е представено со актерството. Глумата може да се користи и на филмското платно или се почесто на малите екрани. Подвижните слики или кинематографијата, позната и како филм, започнува во 1895 година со браќата Лумиер во Париз. Со текот на времето, седмата уметност напредува од нем филм во она што го гледаме денес, бескрајни опции да се прикаже една приказна на филмската лента. Безброј актери и актерки, сценаристи, директори на фотографија, камермани, режисери, звукмајстори, мајстори за светло, монтажери и уште безброј луѓе учествуваат во подготовката, снимањето и постпродукцијата на еден филм. Глумата се заснова на кодифициран систем на однесување и дејства што се сметаат веродостојни и реални или вештачки и театрални. Во западната традиција, текстот, драмското дело, се сметало секогаш за суштински дел на театарот, наречен уметност на зборот. Првиот актер, за кого се знае Теспит, кој глумел во театарот Дионис во Атина. Работата на актерот започнува од едно свртување кон себе, за да се запознае ликот и да го извади потоа од длабочините, за да го претвори во целосен оформен лик. Еден од плодните македонски актери, роден во 1984 година во Куманово, е Ивица Димитриевиќ. Ивица, добре дојде во Трафика. Добро ве најдов. Дипломира на Факултетот за драмски уметности во Скопје, на одсекот за актерска игра во класата на професор Владо Цветановски во 2007 година. Да. Од 2007 до 2011 играш во Центарот за култура Трајко Прокопиев беше? Кумановски театар. Во Куманово, или Кумановски театар, и потоа во Скопје. Што ќе ми кажеш за почеток? Ви благодарам на поканата и ви благодарам на македонската телевизија и на вас што имате една ваква емисија. Драго ми е. Кажи ми како почна првично со актерството? Па, како ви кажа на long story short, за мојата актерска кариера е виновна мојата покојна баба Милка, да споменам во ова пригода, бидејќи често си играв дома сам, имам постар брат и братучеди постари кои живеат до мојата куќа кај што живее во Куманово. И често тие одеа надвора, а јас како најмало дете од фамилија морав да бидам покрај баба ми, веќе се грижеше за мене и почнав да си правам забава сам со моите играчки дома. И таа често знаеше да каже: дете, ти ќе завршиш или во циркус или во театар. И ете, некако таа го трасираше мојот пат да станам актер. Значи од многу мал си го откри талентот, односно откри дека, нели, те привлекува барем тоа што го работиш. Да, мислам, да кажеме, открив. Тоа доаѓа спонтано. Подоцна уште во градинка учествува во тие така да речени приредби, каде што ми доверуваа поголеми улоги. Подоцна во основното училиште во секциите за драмска секција, па во средното училиште во гимназија Гоце Делчев Куманово, исто така во секциите за драмска дејност, драмска дејност секции. И тоа некако беше логично да продолжам на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Од еден актер се очекува да знае да глуми, се очекуваат сценски движења, да знае да пее, нели, на приемниот испит на драмски го имаме и тој дел за пеење и сценско движење. Ти велиш секогаш дека твојот пат уметнички, нели, во уметноста го имаш започнато со учеството, односно како член на музичка група. Првичната ти беше терористичка банда Трачери или ТБ Трачери, потоа самоуправна интересна заедница ИСИС и РИП. Знам дека двата постојат се уште, едниот веќе не. Колку што се. Па и пред ТБ Трачери свирев во други бендови. Мојот прв бенд се викаше Сизивс Ворк. И од таму некако почна мојата, да кажеме, музичка кариера. Не е тоа кариера, него едноставно мојот пат во музиката.
Подоцна Кумановскиот бенд Хип ме повика да бидам дел од бендот. Со нив свирев една година, па подоцна со ТБ Трачери, со кои 10 години свиревме заедно. Подоцна го направив СИС и Рип, кои се уште Свириш гитара? Свирам гитара, бас гитара и пеам. И пееш, така, вокал. Да. Што најмногу те возбудува, ако те возбудува, што ти предизвикува најголема доза адреналин? Глумењето, пеењето? Па не знам, спомнеме и други твои таленти. Мислам дека највозбудливото е кога си на сцена и кога свириш, кога бидејќи најдиректен однос со публиката е тука. Така. И тука веднаш се чувствува таа синергија, енергија како сакате кажете. Така да можам да издавам музиката, свирењето во живо дека е со најголем адреналин. Не дека во театарот тој адреналин го нема, но мислам дека има многу алатки со кои тој адреналин може да го контролирате во театарот. Да, и во театарот веројатно е се претходно нели добро навежбано, па треба да се движиме. Во музиката ти си оставен на моментот, нели, на како се. Да, и во музиката тие работи што ги свириме песните на сцена се пробани претходно и се направени секако, но во музиката има една спонтана динамика помеѓу изведувачите, мислам музичарите и публиката која е, не знам како да кажам, но непоновлива. Кажи ми, ако зборуваме за глумењето, за играњето, одбираш театар, филм? Што ти прави повеќе? Па не знам, немам некој фаворит помеѓу театарот и филмот. Се пронаоѓам и во двата медиума и фала му на Бога и во двата медиума сум присутен. Така. Начинот на игра е малку различит, но тоа се учи и се вежба. Да, во театарот немаме многу можност за грешки, нели? Не може да вратиме ако сгрешиме, така туку продолжуваме напред, нели? Да, театарот е жива материја, секогаш колку и да е тоа спремно, секогаш новата изведба е поинаква од претходната. Е прва. Така. Кажи ми, спомна во најавата дека еден актер за да спреми улога треба да влезе длабоко во себе, да ја пронајде улогата во длабочините и да ја извади. Како се подготвуваш за една улога? Колку треба да пренесеш од себе, од твојата душа во една улога? Па мислам дека тоа е секогаш исто. Секако дека има разлика во зависност од комплексноста на улогата, во зависност од тоа каква е улогата. Но секогаш процесот, барем за мене е ист, секогаш приоѓам со длабока сериозност кон тоа што го работам и одговорност пред се. Веќе мислам дека треба да бидеме одговорни во работата што работиме, а особено ние кои некако директно комуницираме со публиката и пренесуваме жива енергија, жива порака, така, каде што директно може некој да се пронајде во тоа, може на некој да му значи или да не му значи, може би на некого тоа што ќе го направиш на сцена ќе му помогне да разбере нешто подобро или пак да го разбеди или да осознае нешто ново. Тоа сега да прашам, кога си на сцена, ја чувствуваш оној фидбек, нели, повратна информација на публиката или си внесен во улогата и зависи пак од како жаре представата, нели? Нели, ако е комедија се Па да, тоа го на аплаузно отворена сцена секако дека влие на нас, на самата сцена, не би требало тоа да го злоупотребиме па сега да играме само за аплауз. Но од друга страна, секако дека таквиот фидбек ни помага да бидеме пофокусирани и ни значи. Имаш одиграно безброј многу улоги во драмски театар, односно во Македонскиот народен театар си ти тоа тематична куќа. Има ли некоја улога што ти останата што би сакал да ја изиграш еден ден? Што ти е... Мислам дека секој актер има некоја улога која би сакал да ја одигра. Јас немам некоја конкретно да кажеме сега Хамлет или не знам
така нешто. Нормално било која улога од класичниот репертоар, што го велиме од класиците на литературата би бил добре дојден за мене, но оставам на животот да си го трасира својот пат. Така. И оставам на режисерите да одлучат да не поканат и да ни дадат шанса да покажеме што знаеме. Ајде, режисерите спомна сценарист, режисер, актер. Нели ти спомнав, звучиш како вистинска холивудска личност, нели, во сите три улоги. При правење таков проект, си го знаеш режисерскиот став, но каков ќе бидеш како актер? Каква е таа комуникација меѓу тебе? Па пред се јас настапувам како актер во таквите ситуации. Еве во двата филма кои ги имам корежирано со Мартин Иванов, секогаш пред се грижам за тоа како актерски би изгледало. Затоа што имам уште еден режисер кој е тука да не исправи режисерски ако нешто не е доволно добро направено. Но претходно имавме шанса да направиме подготовка и да знаеме што сакаме и од страна на режисерскиот аспект. Така да не знам како да кажам, но таа корелација некако оди спонтано. Нема некаква стрипна граница. Каде што се, јас овдека размислам само како режисер или овдека размислам само како актер и се ова мора така да биде. И мислам дека тие две професии се многу блиски. И самата режисерска професија настаната од актери. Од актери, точно. Така. Спомнав холивудска затоа што нели многу актери во Холивуд се во суштина подоцна и режисери, како Барбара Стрейсенд режираше филмови, Мел Гибсон. Има дузина. Многу, да. Кажи ми, зборот е нели една замисла, една идеја, треба да ја преточиш во еден филмски проект или театарски. Кога спремаш сценарио, знам дека сценариото за Копање го направивте на веќе постоечко, нели, сценарио и адаптација. Но кога би било ново, инспирација како? Од себе поаѓаш, Па пред се од афинитетите и што сакаме да кажеме со тоа, така. Мислам, секој човек мислам дека има некои теми што го фокусирано го привлекуваат и што го интересираат. Така да секогаш поаѓам од тоа што во тој момент или воопшто во животот ме интересирало, да сакам да го истражам и да го преточам во некој уметничко дело. Така да и така пристапувам кон темите кои ги обработуваме во нашите филмови, а и во представите кои до сега ги имам режирано и корежирано со колегите. Така. Романот многу често е нели извор за филм или па дури за сценарио за театарска представа. Зборот кај нив го користат, нели, зборот е алатка за да се раскаже едно дело во романот. Кај нас во театарот ќе ти биде потребна и слика, и движење, и глума. Каде е она граница на адаптација на делото, каде е создавање нешто сосема ново? Па мислам веднаш кога нели самото сценарио е литературно дело, да кажеме така. Добро, тоа е така. напишано со зборови. Отука, но често нели тие зборови представуваат или предизвикуваат некакви слики и тука е работата на режисерот како тоа визуелно ќе го представи и што сака да каже со, пак да се повторам, што сака да каже со некаков визуелен израз. Дали сака да предизвика некаква емоција или пак сака да долови некаква случка. Така да адаптацијата е навистина важна, особено ако се земе некаков роман да се работи, да се прави од него филм, тука адаптацијата игра главна улога и добрите адаптации резултираат со добри филмови. Да, тоа ќе прашав, нели, колку допира романот и колку може филмот да допре или представата до тие што го гледаат? Па романот како литерарно дело, нели, секој човек го дожива поинаку. Може би да го доживее слично, но сепак го доживува поинаку. А кога гледаме еден филм, тука ја гледаме визијата на режисерот и на соработниците кои тие извеле од тоа дело. Не знам как, од самата адаптација на тоа дело, кој го преземале и го преточиле во
визуелно филмско дело. Подготвуваш улога, имаш безброј улоги, имаш улоги од Горки, од Чехов, Булгаков, од нашите Дуковски, Плевнеш, имаш од Молиер, имаш ред други улоги што ги имаш одиграно. Некоја би одбрал од нив како посебно драга? Имаш некоја што понатака и односно дали имаше некаков посебен начин на подготовка на некоја од тие улоги што Па бил една улога која тука не е спомената, таа е во една представа која работев во Швајцарија, во Луцерн. Представата се вика Die Unscheinbaren или Незабележливите во превод. така? И таа работевме со мојот пријател и колега Кристијан Винклер, или како што тој се подпишува како режисер Франц фон Штрохлен. И зашто издвојам таа улога, например, од многуте кои ги имам изиграно, не дека за другите нешто не сум се спремал или ова, но тоа беше предизвик бидејќи зборував на јазик кој не го познавам. Играв представа од сат и 45 минути во интеракција со публика на германски јазик, кој го зборувам само на сцена. Инаку така. во живот знам да кажам само Guten Morgen. Guten Morgen, Guten Abend и Sehr gut. Така да кажеме. Но и тоа беше голем предизвик да играш на друга сцена, на друг јазик, не на мајчин јазик. Беше огромен предизвик и за, да кажеме, кратко време требаше да се подготви. Колку се подготвува една представа за 2 месеци, да се подготви и текстуално представата, но не само текстуално, јазички, туку и да се подготви таа улога која беше доста, така да кажам, захтевна, бидејќи, како што реков, сат и 45 минути игравме меѓу публика, значи публиката е до нас, треба да имаш интеракција, во секој момент публиката има право да ти проговори нешто на германски, ти треба да знаеш да се снајдеш да вратиш. Така да тоа беше еден посебен дрил, да кажеме, за мене, за како тоа да бидам спремен за целиот тој предизвик. И мислам дека успешно ја завршивме таа работа со оглед на тоа што таа представа се играше на репертоар во театрот во Луцерн во сезоната 2018-2019 и подосна на неколку фестивали низ Европа. Зборуваш други јазици? Зборувам англиски, но не баш. не, зборувам англиски јазик. Го спомна Кристијан Винклер, токму тоа ќе те прашав следно, нели те привлекува и театар и филм, токму една представа негова Копање ја пренесе и на филмско платно. Да. И на филмско платно, мислам на филмска така, лента. И зошто токму таа приказна те привлече? Јас потоа ќе ти кажам. Па вака, филм уште пред да дознам за тој текст дека Кристијан го има, работевме на друга представа во Хамбург, која се викаше Fictional State, и останавме во контакт, имавме разноразни преговори, договори што да работиме следно, и тој ми го испрати тој негов текст кој се вика Digging или Копање, каде што веднаш видов огромен потенцијал не само за филм, првен за представа, бидејќи ми се допадна самата тема, која обработува тема на другарство, и некако многу ми беа блиски доста работи што се во текстот. И некако договоривме да ја правиме таа представа во Македонскиот народен театар, каде што ја поставивме и ја направивме. И за време на подготовките на самата представа, бидејќи во представа имаше и доста камери, видов потенцијал за камерен филм. И тоа му го предложив на Кристијан. Кристијан со задоволство ни ги отстапи правата. Екипата од представата Гора Цветковски и Александар Ѓорѓиевски со драго срце рекоа да, ајде, зошто да не направиме филм, бидејќи текстот ни е слободен, го знаеме супер, ја играме веќе представата. И така, собрав екипа, Мартин и останати луѓе кои ги има во кастот на филмот, водијавната шпица на филмот, се собравме и направивме еден независен филм кој мислам дека... Со мал буџет? Да, буџетот беше доста скромен. Направивме еден по мене успешен филм кој се играше и во Синеплекс, имаше се одеше во Синеплекс недела дена, отиде на пар фестивали надвор низ Европа. Тоа се играше во кино во Австрија и така. Одеше само една недела во кино кај нас. Да.
Јас се надевам дека македонската телевизија ќе го земе да го емитува овој филм, бидејќи го изгледав пред синоќ го изгледав многу внимателно. Јас се фасцинирав и од глумењето, и од техниката како е снимен, и темата, и се. Сметам дека е филм еден култен таков, баш звучи на авторски и еден нов бранд филмови што мене многу ми се допаѓаат. Ти благодарам. Ништо. Се надевам дека Јас се надевам дека ќе успееме да го ќе има и пошироката јавност шанса. Треба пошироката јавност да го види овој филм што за кој велиш дека го имате направено на мускули, иако во филмот буквално ви требаат и мускули. Па да, баш на мускули и со мускули, бидејќи во филмот, како што и самото име на филмот копаме физички. Така. И тоа не е ефекувано филмски, не копкаме малку па се Не, баш копате. Има таму еден кадар од 16 минути каде што копаме вистинска дупка. Да. Со копачи и со ашови, да. Кажи ми, независен филм или комерцијален, високобуџетен, би било убаво, нели, ама? Било каков филм. Мислам, не е проблем дали тој филм ќе биде високобуџетен или независен. И не значи дека ако е независен тој филм ќе биде навистина нешто добро, и исто така не мора да значи дека ако е високобуџетен филм дека тоа ќе биде нешто лошо. Работата дали независен или високобуџетен само од една страна од тоа што може да се случи поекспедитивно и побрзо. Мислам дека независните филмови се снимаат, како што рековме, повеќе на мускули, со некаков став и етитут кој е, нели, сакаме ова да се случи, да го направиме и тука сите се вложуваат максимално, додека понекогаш на високобуџетните филмови, дури да тој филм се избуџетира, дури да тој филм почне да се реализира и дури да искочи, поминуваат 2-3 години најмалку, понекогаш и повеќе. И тоа е некоја главна разлика, да кажеме. И во одговорноста, знаеш, кога ќе снимаш филм кој е, не знам, 4 милиони, 3 милиони, 2 милиони без разлика, имаш малку поголема одговорност. Мислам дека треба да имаш поголема одговорност, да тоа што ќе го направиш кореспондира со приходи, со гледаност. И со публика, да има публика и така. Додека со независниот филм, мислам дека одговорноста повеќе лична и спрема луѓето кои влагаат во тој. Уметничка. Па да, и со луѓето кои влагаат во тој процес, знаеш, се ако викнеш некој да работи за некој помал хонорар или без хонорар, мислам дека треба да има некаков фидбек испрема него и тој да биде задоволен од тоа што го сработил во тоа дело. Така. Бројни награди има во што се доделуваат низ светот. Имаме и фестивали познати за нашата публика, некои не толку познати. Ги имаме Златната палма во Кан, Златна мечка Берлин, Златниот лав Венеција. Так. Го имаме Санденс фестивалот на кој што сега скоро учествувавте со друг проект. Фестивал Сан Себастијан, па и Оскар. Која награда те привлекува? Еден ден се гледаш како... Немам некоја конкретна награда која ме привлекува. Ме привлекува тоа да направам дело кое ќе стојам позади него, со целото моје битие. А дали тоа дело ќе освои некаква награда, тоа е само еден плюс за валоризација на тоа дело. Ако веќе ме прашаш каде би сакал да имам мој филм на некој фестивал, тоа би било, можеби, скоро на ситото вие што ги спомена, но пред себе го извел Телерайт фестивал во Колорадо. Тоа е исто така еден, каде што нема награди, но е многу интересен фестивал, каде што Ворнер Херцог вели доколку филмот оваа година не ми заврши на Телерайт фестивал, значи не сум успешен. Иако нема награди. Да, тоа е еден фестивал каде што луѓето од фелата, скоро сите луѓе присуствуваат таму и така. Едноставно луѓето од фелата тоа е добра прилика да се запознаат, нели, и колеги и Да. Кажи ми,
велиш дека сакаш да направиш нешто што би останало, односно нешто што ќе те представи. Имаш ли некаква идеја што кога би ти рекла ајде сега направи, што би представил? Каков вид филм би направил? Сличен на Копање, сличен на ТМ, бидејќи и ТМ исто твое дело, нели? Да. И е... Не знам, не гледам на работите така да нешто да оставам по секоја цена. Мислам, доволно имаме, доволно до сега. Во смисла сега во моментов да направиш нешто што ќе биде гледано и ќе има некаков импакт врз луѓето. Да, сега во моментов највеќе сум фокусиран на тоа што сега го работам. Спремаш Варвари. Да, работиме Варвари во Македонскиот народен театар со професор Владимир Милчин. И скоро пола од ансамблот на МНТ, таму сме 23 луѓе во подела. Текстот е на Горки, Максим Горки. Таму сум фокусиран највеќе и работам два мои проекта. Едниот е на, да кажеме, перформанс представа која најверојатно ќе има премиера во септември. И веќе подолго време работиме со Мартин на еден документарен филм кој се надевам за, ако не до крајот на оваа година, некаде почетокот на следната година ќе биде готов. Супер. Тука или надвор? Многу често имаме одлив на професионалци од земјата. Не те прашувам дали би си заминал од земјата, туку кога би имал можност, која земја би ја одбрал за работа, театар, филм, што да е? Па видете, од моето искуство до сега, каде што сум работел, би избрал надвор, не ради друго, само поради тоа што условите, но кога велам условите, не зборувам тука само за во каква ти зграда ќе работи. Така. Збориме целокупниот однос према театарот и културата. Еве во Германија, тоа што сум работел, или во Швајцарија, во Австрија, некако се уште културата е важна и битна. И таму се посветува доволно внимание и внимание кое што треба да се посвети, бидејќи им е јасно дека културата е столб на едно општество. И затоа веќе кога ме прашуваш каде би пробал. Но од друга страна не би си заминал така лесно од тука, бидејќи и еве до сега што не сум заминал. Мислам дека треба да пробам и тука да го направиме истото. Јас токму ми идејата на емисијата. Упорно, еве да, и твојата емисија го докажува тоа, и можам да кажам сиве овие години сето тоа што го работам и со музиката, и со театарот, и со филмот, мислам дека доволно покажува дека се уште има некаква надеж дека може да направиме нешто подобро и овде. И јас мислам така, само треба да некако здружно сите да се потрудиме, но и тоа ќе те прашав следно, што мислиш за публиката кај нас? Вие имате добра публика, театрите имаат добра публика начално. Да, па мислам дека публиката е доаѓаат луѓе што сакаат театар. Мислам дека публиката се образува, не е проблем тоа. Имало разни периоди во театарот, не само кај нас, него и во светот, каде што имало помалку публика, каде што имало повеќе публика. Така. И мислам дека тоа што ние како театар и ние како култура им го прикажуваме, пренесуваме на публиката, таа ќе го прифати. Без разлика на тоа дали тие во прв момент тоа ќе им е јасно или ќе го разберат или ќе го сакаат на прва топка што велиме. Да. Или тоа постепено процес. Да, или тоа ќе биде еден процес каде што публиката ќе научи да ја восприема таа култура и таа материја која ние им ја предаваме. Точно. Кажи ми, имаш снимено и реклами, дел беше на од жирито на официјалната програма на Sundance, така? На Sundance. Нашиот Sundance, Синедейс 23-тото издание. Охрид Бич фестивал исто. Кажи ми, што повеќе, што друго правиш? Потоа ќе се префрла малку и на ми филм и на новата книга што ја извадивте. Па да,
Работам, јас за себе знам да кажам дека сум покрај тоа што сум актер и музичар, повеќе се декларирам како работник во полето на културата. Така. Бидејќи не само со музика и со филм и театар се бавам, а како што го спомена Бич филм фестивал, таму веќе неколку години сум соработник на фестивалот и се трудиме фестивалот да добие едно не само локално и домашно значење, туку да го подкренеме да биде фестивал кој ќе биде од европско и светско реноме. Така. И од тој аспект работам на привлекување или повикување на луѓе од фелата кои ќе бидат во жури или ќе бидат гости на фестивалот. И така тоа ми е една од работите кои ги работам покрај мојата базична работа. Така, неодамна беше промовирана и книгата Колажи Book of Dreams на авторот Марк Рапапорт. Вие сте издавач Ми филм. Така. Ти си продуцент и уредувач заедно со него, така? Да. И Кинотеката на Македонија станува нов дом на целиот негов комплетен опус. Филмски опус. Да. Кажи ми нешто повеќе за тоа. Па ништо, едноставно работејќи на една друга книга која ја припремам заедно со, мислам, преку нашата издавачка куќа и продуцентска куќа Ми филм. Тоа е книгата за исто уште еден американски независен режисер Џон Джост, кој исто така имавме прилика да го видиме тука, го донесовме, имаше мала ретроспектива во Кинотека на Македонија и во Центар Јадро имаше негова изложба и имаше како резидентал стейт, резиденцијална посета. Така. Работејќи на книга за него, биографска книга за него, покрај многуте луѓе со кои имав шанса да ги интервјуирам по повод таа книга за Џон, меѓу другите беше и Марк Рапапорт. И некако спонтано дојде покрај тоа интервју, дојде муабет дека тој има некаква идеја за книга, почнавме да разговараме околу тоа и точно пред година дена започна тој разговор. Се сеќам така нешто беше февруар-март, еве оваа година во април конечно таа книга го виде светлото на денот. Ја направивме книгата Book of Dreams, која е артбук или книга на колажи, каде што предговор напиша култниот канадски режисер Атом Егојан. Така. И таа книга веќе е во продажба во Буква кафе и книжарица Буква, во Кинотека на Македонија и за одскоро ќе може да има и онлайн, ќе може да ја набавите онлайн, но и во другите книжари низ Македонија. Со дигитализацијата, модерниот начин на живот, потоа пандемија, сега вештачка интелигенција, луѓето се оттуѓуваат се повеќе, се менува карактерот, имаме важност голема се придава на лични апетити, на финансиска добивка, материјалното пред духовното. Јас викам, оној човекот што го барал Диоген сега се седи некаде сам во чекалница. И според филозофот Том Хопс, нели, човекот му е на човека волк. Како поединец, како се справуваш, како пливаш во меѓучовечките односи, лично и професионално? Па не знам, јас се водам од една максима христијанска која вели не прави на другиот тоа што не сакаш да ти го прават. Мислам, не е само христијанска, таа е една општа максима која пред се со тоа ми е главната водилка во меѓучовечките односи. И не само таа, мислам, и она љуби го ближниот свој, така? Да. Па ако пробаме да го следиме тоа, мислам дека е многу лесно да се има таков однос со луѓето. Не секогаш е лесно, да кажеме, но тоа е дел од нашето постоење. И мислам колку повеќе се трудиме да ги запазиме таквите вредности, толку полесно ќе ни биде на сите. Кажи ми, сакам да направам една кратка, имам уште некои прашања, ама сакам претходно да... Кога бевме мали, ние правевме лексикони во школа. Имавме тетрадка со милиарда прашања внатре, омилено ова, омилено тоа. Еден блиц лични прашања. Смеам? Да, слободно. Бе, што не излегуваш од дома?
Без што не излегувам од дома? Најчесто без капа. Точно кога се сретнавме носеше капа. Да. Омилено јадење? Широк диапазон. Едно. Мезалак. Меѓу другите, ево. Веќе доаѓам од Куманово, нека биде мезалак. Нека биде кумановски мезалак. Што си направил и не би го направил повторно? Милион ствари. Милион работи. Да? Јас обично велам секам за нешто само што не сум направил. Не секам за тоа што сум направил. Мислам дека погрешно се сваќа каењето. Така. Но мислам дека не треба човек да живее во минатото, бидејќи така е заробен во една позиција каде што никако не може да оди напред. Да. И доколку е цело време е во состојба на кајање за нешто што се случило, а не да се покае да го надмине тоа, нема мрдање. Тогаш нема живот, мислам, ти си заробен во минатото. Се срамиш од нешто? Нешто те може да те засрами? Туѓа срамота. Не, највеќе од туѓа срамота, не се жала. Да, доколку некогаш не постапам така како што сум замислил дека треба да постапам, да, се срамам. Тоа не мора да биде секогаш во истиот момент. Така, може после, нели, дома да речеш, направив ова или кажав ова или... Така. Најчудно нешто што се плашиш? Не знам. Имаш некој страв? Не имам некој страв, но реагирам чудно на бубачки. Не дека ми е страв, но некако како да... Не ти се омилени? Да, не ми се омилени. Не дека нешто сега, вау, тука ќе испаничам, но некако имам некоја верзија. Види, едно од прашањата ми е дали некој мирис, вкус или музика може да те врати во времето или во некој миг од времето. Токму ова го спомна во копање. Ти текнува? Да. Мирисот на Комодоре 64. На Комодоре 64. На новиот Комодоре 64. Не памтам друго, ама мирисот на Комодоре ми е тука. Да, мислам дека тоа на сите луѓе им се случува. Еве сега кога тргав навака да дојдам во студио, мирисеше на дожд. На дожд, нели да се опозна. И веднаш ме врати во некое детство, кога често излегувавме надвор да бидејќи 90% од нашето детство бевме на улица. На улица, трчавте на дождот? Да, и дождот ни беше главен непријател, затоа што сакавме да играме фудбал и често пати сме играли насам на дожд фудбал. И така некако ме врати на тоа време. Така да често, и не само мирисот и вкусот, највеќе мирисот и како што спомена музиката, да. Што те подсетува на детство? Еве управо кажав. Што те... Дали имаш прекар? Имам повеќе прекари. Имам кумановски прекар, имам скопски прекар, така да... Кумановските се обично одлични. Да, кумановските обично, мислам дека имаме со битолчаните имаме најинтересни прекари, но нашите не се толку инвентивни колку битолскиве, нашиве се кусото и директно да те отепаат. Како ви кажат во Куманово, подобро око да ти изведат него муабет. Да ти изведат, точно. Да, ти изведат муабет, така да. Што те одушевува? Многу работи. Но пред се ме одушевуваат луѓе и нивните дела, постапки. А презираш? Листата е долга, но не би набројувал. Презирам, не знам, многу работи. Каков совет би му дал на Ивица од 15 години? Продолжи. Добро. И продолжи каде што си продолжи. Што ти е најголем каприц? Не ми делуваш како некој, не знам, премногу каприциозен. Не знам, немам некои посебни каприци, искрено ти кажам. Вели Гистав Флобер, вели патувањата те прават скромен и ти дозволуваат да сватиш колку мало делче зафекаш на светот. Што мислиш ти за патувањата? Не збогатуваат?
ни отворат нови видици. Не зборам за новите патувања што се за да се објават на Инстаграм и Па не мислам дека човек кога ќе се соочи, кога ќе тргне да патува, се соочува со тоа управо како што кажал Флобер, колку сме само мала единка од светот и нели кога си мал мислиш дека тука во малото завршува светот, така подоцна во градот завршува твојот свет, па потоа во државата и откако ќе почнеш да патуваш, веќе дознаваш дека не си само ти, не сте само вие и не сме само тука, така. И тоа секако дека не збогатува, особено доколку свесно човек пристапи кон таквите патувања, има многу да научи. Не мора секогаш тоа да значи дека јас сега отидов во овој музеј па видов нешто и научив или посетив ово или она. Тоа е огромен дел, но и самото патување доколку, како што реков, се пристапи свесно те става во еден друг погон. Што би порачал на публиката за крај? Бидете живи и здрави. Така и јас тоа секогаш го кажувам. Ова беше портрет на Ивица Димитриевиќ, актер, режисер, сценарист. Понекогаш во животот на секој човек му е потребно актерството. Некогаш мораме да одглумиме нешто, но сепак длабоко во нас е важно да останеме она што сме ние, да останеме луѓе и да внесеме чувства во се што правиме. До следната емисија останете среќни и насмејани.